СДСМ и ДУИ се загрижиле. Загрозени биле преговорите меѓу Македонија и Европската Унија и тие морале да преземат нешто за да ги одблокираат. Оваа влада не била заинтересирана и затоа бараат или во собранието или на лидерска средба сите партии да се согласеле дека мора да се одблокираат преговорите. Кои бе црни преговори? Македонија нема започнато преговори со Европската Унија. Тоа е факт. Тоа што СДСМ и ДУИ цели 7 години лажеа за разни датуми и слично едноставно не постои. Да, Македонија одржа една церемонијална заедничка конференција со ЕУ во Брисел, но таа, како што сите знаеме, не означуваше почеток на преговорите. Убаво знаеме дека услов за вистински почеток на било какви разговори за отварање на било кое поглавје се уставните измени. Или едноставно, додека не ги ставиме българите во уставот, нема преговори. И не само тоа, нема европски функционери или било кој државник на било која земја од Европа кој ни нема потврдено дека и да ги ставиме бугарите во уставот, не постојат никакви гаранции дека Софија утре нема повторно на било кое поглавје да не стави нова рампа. И оној предлог на Филипче, ако Бугарија стави уште едно вето, одма да ги напуштиме преговорите, е само нова манипулација и нова замка. Зошто? Затоа што де факто Бугарија и сега формално нема ставено вето. Со прифаќањето на францускиот предлог самите прифативме проблемите со Бугарија да станат проблеми со Европската Унија, односно да бидат дел од преговарачката рамка, така што условот за промена на уставот веќе не е бугарско барање, туку барање на Европската Унија. И се додека не го исполниме, значи не сме исполниле услов на Брисел. Идните барања на Бугарија, кластер по кластер, поглавје по поглавје, ќе бидат европски барања, а не официјални вета од Софија. Така што Филипче повторно се служи со муртинска итрина или манипулација, кога вели ајде ќе ги напуштиме преговорите ако има ново вето. Вето нема, како што нема ни преговори.